Za vašето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите полнет зајак. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи. 1 зајак, 100 грама леп, 2 јајца, Макдонос, 1 лажица зачинка плюс, црн дроб од зајак, 1 главица кромит, 100 мл млеко, 100 грама путер, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 2 часа. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Ситно го сечкаме и зајачкиот црн дроб. И Макдоноса ситно го сечкаме и го мешаме со исечканиот дроб. Лебот го кинеме на парчиња и го ставаме во длабок сад. Го преливаме со млекото. Промешуваме за лебот да го впие млекото. Исечканиот кромит го пржиме во тава на оган со загреан путер. Посолуваме. Додаваме зачинка плюс. Откако кромидот ќе омекне, во тавата го додаваме црниот дроб со Макдонос. Промешуваме. Откако дробот ќе се испржи, ја тргаме тавата од оган. Во тавата го додаваме омекнатиот леб. Во тавата ги кршиме јајцата. Мешаме со лажица додека состојките се соединат. Зајакот го посолуваме и го наросуваме со мелен црн пипер. Потоа го полниме зајакот со претходно подготвениот фил. Го затвораме зајакот со чепкалки и го ставаме во огноотпорен сад. Врз зајакот нанесуваме парчиња путер. Го затвораме садот со алуминиумска фолија. Садот го ставаме во рерна. Печеме 90 минути на температура од 220 степени. Го вадиме садот од рерна и ја отстрануваме фолијата. Начинијата за сервирање ставаме од претходно обарениот мешан зеленчук. Потоа начинијата го ставаме полнетиот зајак. Украсуваме со листови ендивија. Преливаме со сосот од огноотпорниот сад. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 2 часа. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени.